Студентите од 5 правни факултети во земјава денеска се надпреваруваат во симулирано судење. Универзитетскиот професор на Штипскиот правен факултет Лазар Нанев, воедно и судија, вели дека ова е третиот поред традиционален надпревар на студентите. Учествуваат тимови од Штипскиот правен факултет, потоа од факултетот Јустинијан I од Скопје, правниот факултет од Тетово, факултетот за Југоисточна Европа и правниот факултет од Битола. Станува збор за вистински судски случај кои што се избрани, односно земени од Основниот суд Скопје 1, оделот за организиран криминал. Студентите преку ваквите симулации во цела година имаат можност да ги покажат своите ораторски способности, односно говорни вештини, а исто така, она што е многу важно за овој проект, тоа е и целта на проектот и очекуваните резултати, се стекнување на практични вештини во делот на примената на Законот за кривична постапка. Нанев забележа дека студентите на овој надпревар стекнуваат искуства како во пракса се води директно и вкрстено испитување на учесниците во еден судски процес, а се оценуваат и во делот на пишувањето на поднесоците. Студентите забележуваат дека подолго време се подготвувале за надпреварот во симулирано судење. Сметаат дека ова е одлична прилика да го покажат своето знаење пред професионалните судии во земјава. Станува збор за организиран криминал и корупција. И во нашиот предмет конкретно станува збор за трговија и пуштање на наркотични средства во промет. И оваа година, исто како и претходната, ќе се надеваме на добар успех. Ние имаме предмет на кривичниот предмет, крадење на изборната кампања на Љубе Бошковски. Ние сме на тим 12 луѓи. Тешко ли беше да се подготви тој предмет? Па не беше тешко, треба се да се ангажиравме да правиме тој предмет, тоа тешко не беше. Пред студентите се обрати ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев, а студентите од 5 правни факултети во земјава беа оценувани од судија од апелационите судови во Скопје и Штип и од судија од Основниот суд во Велес.